Добар ден, ученици, и добре дојдовте во училница. Јас сум Валентина Ангеловска, наставник по македонски јазик во Основното училиште Антон Закоча Јупи од село Отлја, општина Липков. Овој час е наменет за учениците од 8-те оделенија. Денешната наставна единица е повторување за акцент во македонскиот литературен јазик. Откако ќе повториме за тоа што е акцент и кои се правила за акцентирањето, ќе изработиме некои вежби за да го утврдиме знаењето. За овој час ви е потребен молив или пенкало и тетрадка. Најпрвин да се потсетиме што е акцент. Акцент е нагласеното посилно изговарање на еден слог во зборот. Слогот врз кој паѓа акцентот се вика акцентиран слог. Македонскиот акцент е динамичен и определен. Динамичен акцент значи дека се одликува со силата на издишната струја, а определен значи дека се наоѓа на точно определеното место во зборот. Местото на акцентот во македонскиот јазик е на третиот слог од крајот на зборот, кај три сложните и повеќе сложните зборови. Правила за акцентирање. Кај три сложните и повеќе сложните зборови, акцентот стои на третиот слог од крајот на зборот. Например, слаткарница, училница. Кај двосложните зборови, акцентот стои на почетниот слог од зборот, односно на вториот слог од крајот на зборот. Например, село, мајка, книга. Кај едносложните зборови, акцентот стои на единствениот слог. Например, сон, дом, бол, вол. Ако зборот се зголемува со додавање претставки и наставки, односно префикси и суфикси, акцентот се поместува за да застане секогаш на третиот слог од крајот на зборот. Например, град, гради, доградба, доградбата. Акцентирање кај сложените зборови. Акцентирањето кај сложените зборови се врши речиси исто како и кај простите зборови. Трисложно акцентирање имаат сложени зборови од типот лекомислен, сончоглед, сложени бројни именки што завршуваат на наставката мина, например, десетмина, стомина, стотемина, сложени прилози, насила, предпладне, трипати, едно по друго. Сложени состави од заменски зборови, што годе, кој годе. Броеви со приближна бројност, а се представуваат како сложен збор. 3-4, 5-16. И сложени зборови во чиј состав влегуваат две заповедни форми. Лапни, голтни, молчи, толчи. Значи, забележавте дека акцентот секогаш паѓа на третиот слог од крајот на зборот. Откако утврдивме што е акцент и ги повторивме правилата за акцентирање, може да преминеме кон изработка на вежбите. Првата вежба е да ги поделите следнивите зборови на слогови и да ги акцентирате. Вие може зборовите да си ги напишете во тетрадките и најпрвин да ги поделите на слогови, а потоа истите да ги акцентирате. Стопирајте го видео, изработете ја вежбата и потоа продолжете со видеото, каде што ќе видите дали вашата вежба е успешно изработена. Можете самите да си ја контролирате. Во втората вежба имате еден текст кој треба да го прочитате и откако ќе го прочитате текстот, на следниот слајд имате неколку барања.
Првото барање е да препишете два збора што се составени од еден слог и истите да ги акцентирате. Второто барање е да препишете 4 збора што се составени од два слога и истите да ги акцентирате. Потоа, препишете два збора што се составени од 3 слога и истите акцентирајте ги. И четвртото барање е да препишете еден збор што е составен од 3 или повеќе слога и да го акцентирате. Откако ќе ја изработите оваа вежба, можете да ги погледнете моите примери. Зборови со еден слог, сол и грб. Зборови кои се составени од два слога, вреќа, вода, сунгер, време. Зборови кои се составени од 3 слога, товарот, реката. И зборот кој е составен од 3 или повеќе слога е магарето. Со оваа вежба го завршуваме овој час. Ви благодарам на вниманието и се гледаме во некоја наредна прилика.